Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите леден облак. Почнуваме со подготовка на пандишпанот. Јајцата ги кршиме и ги делиме жолчките од белките. Белките ги ставаме во длабок сад, а жолчките во сад настрана. Ги матиме белките со миксер. Во изматените белки го додаваме шеќерот. Откако шеќерот ќе се растопи, го додаваме оцетот. Откако белките ќе добијат потребната цврстина, го исклучуваме миксерот. Содржината од длабокиот сад ја нанесуваме во тава за печење, обложена со хартија. Тавата ја ставаме во рерна. Печеме 30 минути на температура од 120 степени. Во меѓувреме го подготвуваме филот. Во тенџере на оган ги ставаме жолчките, шеќерот и брашното. Мешаме со жица за матење и во тенџерето постепено додаваме 150 мл млеко. Откако кремот ја добие потребната густина, го тргаме тенџерето од оган. Оставаме кремот да се излади. Сувото грозје го преливаме со румот. Во длабок сад го ставаме путерот. Матиме со миксер додека стане пенест. Го додаваме изладениот крем од жолчки. Матиме со миксер додека смесата се соедини. Во сад за матење ставаме една кесичка прашок за шлаг и преостанатите 100 мл млеко. Матиме со миксер додека шлагот ја добие потребната цврстина. Изматениот шлаг го додаваме во длабокиот сад. Мешаме со лажица додека филот се соедини. Потоа го делиме филот на два еднакви дела. Во првиот сад го додаваме сувото грозје со румот и дробените ореви. Мешаме со лажица додека филот се соедини. Во вториот сад ги додаваме дробените лешници. Мешаме со лажица додека и овој фил се соедини. Пандишпанот го сечеме на 3 еднакви ленти по должина. Првата лента ја ставаме во долниот дел од правоаголна кутија за торта. Ја премачкуваме со филот со ореви и суво грозје. Врз филот ја ставаме втората лента пандишпан. Премачкуваме со филот од лешници. Потоа врз филот ја ставаме и третата лента пандишпан. Во длабок сад ставаме 3 кесички прашок за шлаг и 300 мл млеко. Матиме со миксер додека шлагот ја добие потребната цврстина. Со шлаг ги премачкуваме страничните делови на тортата. Преостанатиот шлаг го ставаме во готварски шприц. Со шприцот со шлаг го украсуваме страничниот дел на тортата и крајот на горната површина. Од преостанатиот шлаг претураме во помал сад и ја додаваме прехамбената боја. Мешаме со четка за боење. Со син шлаг ги декорираме страничните делови на тортата, како и горната површина на тортата. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 80 минути.